Добар ден, добро вечер, добро утро, може сте вчерашни, може не сте легнати 3 дана, све зависи кој како милува да живее. Денешната епизода која што ќе биде 19-та, вау, стигнав до 19-та епизода, супер. Имам едни две ултра креативни девојки кои што у напливот на COVID-19, они баш се изработеа и избација многу фини проекти и претходно имаат супер проекти работено, али допрва ќе ги слушнете. Со мене се Frozen Time Drops или Ангела и Софи. Што правите? Да, тука сме. Да, Здраво. Интересно беше кога се договаравме да снимаме подкаст и кога викам ќе снимаме на интернет или ќе снимаме уживо. И Софи ми вика, абе, ние не сме тука. И ја накам, окей. Така да, здраво од Скопје, од Лјубљана и од Франција, не. Не, од Сиена, од Италија. Од Италија, да, така да добро. Три страни на светот. Од три страни на светот. Како сте, шо правите, како карантинов, покрај напливов на креативност? Карантинов па добро се издржува, во добро друштво се морам да признам, со добра храна се издржува некако. Сега се спремаат испити, тоа е малце страшничко и тоа што ќе се реализираат онлайн. Ама се надам дека ќе поминат добро, на толку припреми мора да поминат добро. Апсолутно, па да, види, ова не снајде непланирано и така да. Скроз непланирано. Супер. Но, тоа е тоа. У Италија беше прилично ризично, ама и да не збориме за тоа, ќе збориме за фини ствари, да. Ангела, како е Лјубљана покрај тој прекрасниот протест што беше со 10.000 точаци? Да, и се случува на секоја недела ми се чини, мислам повеќе протести беа. Така прилично се покажа колку се на некој начин исто општествено одговорни всушност за целава тема и дека не се даваат и си го покажуваат своето мислење, така да е. Предобро е тоа видеото со точаците и песната Епитемувал. Да, и јас го гледав. Да. Па не, вај да очекуваше дека ќе прашам нешто понатаму, па затоа. Не, ја да си кажам Да дополнам понатака. Покрај карантинов ја оствари дипломирам, мислам требаше да дипломирам годинава, така да работам на дипломска. И да, мислам, пошто беше секако, требаше да има мојата дипломска покрај истражување на хартија, требаше да има и секако различни техники да има истражување, ама ради карантинов бев затворена дома и немав можност да истражувам. Така да, мојата дипломска се преместила следна година. Покрај останатите креативни ствари и со тоа се занимавам, мислам. Супер. Што студираш, Ангела? Јас студирам илустрација. Супер. Да, на Академијата во Лјубљана. Супер. А Софи, ти? Јас италијански јазик и книжевност во Скопје, ама сум во Сиена на Еразмус. Шубаво. Да, Еразмус е прекрасна програма, многу ми се свига. Баш работев еден проект и имавме некои Еразмус плюс некои објаснувања што како е програмата, многу ми се свига. Океј, устори зашо е викнав, многу ми се свигаше вашиот фанзин Диалог во карантин. Предобро ми изгледа и стварно илустрациите се многу убави. И вашата конекција, очигледно вие функционирате многу добро, затоа што правите и фотки, илустрација е нешто прв пат што видов сега од вас. И покрај претходно видеата на Матеј Фолц што ги имате правено, али некако прв пат видов фанзинска илустрација барем у Македонија. Како дојде идејата
Мислам, многу ми се свигаат и пораките, и фотките, и онека баше карантин мод, храна, фотки со храна, лежење, пижами. Преубаво, да. Да, па идејата беше на Ангела да направиме диалог. Ние претходно сме правеле диалози, ама биле само со слики, биле само меѓу нас, као не. Супер, ова е прв паблик проект уствари? Да, од диалозите, да. Супер, браво. Да. И јас имам навика да сликам така со хуџи по дома, тоа што правам како правам, и сега у карантинот особено големен бројот на такви слики. И Ангела реши да ми враќа како одговор на тие слики да биде со илустрација. Едно преубаво и за да биде да полесно да тече комуникацијата и полесно се сваќа што се случува у сликата и у илустрацијата, додадовме и као порачења. Малку сакавме да бидат и сладки и така као посепливи, да речеме. Не, предобри се. Например, онаа како беше додека се одврзувам со себе си, се поврзувам со другите. Да. И нека толку многу ме фасцинираше, пошто ја у карантинов сватив уствари колку изолирано живеам од светот и веројатно ние уметниците имаме среќа можда да живееме така, не знам. Али ептен ме трогна таа илустрација затоа што баш онака it made me realize something for me, што стварно беше супер, као од една страна и така ми се свигаше ептен и значи успешен ни е диалогот уствари. Да. И многу ми е мило што допрало така до тебе. Па да, знаеш, затоа што визуелно кога некако ми комуницира сето тоа, ептен ми се свига. Мислам, ми се свигаат и вашите видеа, ептен посебно едно за Скопје многу одамна што го гледав. Али ја ќе правиме муабети за тоа попосле, да. Значи, уствари, Фанзинов ги обработува темите на карантинот, така? Да, и кога се чувствуваме ние во карантинот, исто така и нека конекција што имаме јас и Софи. Мислам, пред се пробавме на некој начин покрај тоа што не збориме секој ден по месенџер, по телефон, пробавме на друг начин и така визуелно да зборуваме. Мислам, тоа беше така еден предизвик и многу интересно беше. Да, особено што никако не сме, мислам, ја бар немам никако креативно не се изразвам овде у карантинот. Бивам апаратот со мене, ама што ако го имам кога ми треба да излезам надвор, не можам. Така да ова беше преубав начин да не знам, на излив на креативна енергија. Да. Посебно на моментот на кукарката со машината за перење. Да. Со алиштата. Некако малце ми е како се вика носталгично. А од една страна ми е ту некако emotional, не знам, некако баше emotional све ова што сте го нацртали, или може би ја така го доживувам. Или например, она илустрацијата со птицата, кога се затварам себе си, се плашам што ќе пронедам внатре. Знам дека на многу луѓе им беше тешко луѓе у карантинов, ама ептено нека. И така, very emotional све ова. Браво, многу ми се свига. Се надам дека ќе продолжите да ги правите овие ствари, пошто ептено убаво изгледаат. Да, многу луѓе ни пишеле, што мислам дека не очекувавме, бар јас не очекував. Да, ние скроз не очекував. Така да може да има повеќе диалог. Абе, што знам, ја веројатно со луѓето што комуницирам и што им го пратив, им се свигаше на сите. Сега не знам, тоа може... Али не знам зашо убаво е ептен, би требало да им се свига на повише луѓе. Веројатно реакциите биле убави од сите страни. Да. Супер. Definitivno да. И од таму креативноста се гледа дека работела у цел карантин, направивте ново видео за Дупер и за Мате Фолц. Тоа беше снимано доста поодамно, тоа беше во февруари снимано. Да, без разлика. Да.
пред да тргнам јас за Сијани, пред да отидам во Луѓијана, и така да имавме 3 дена што ги искористивме од 6 бајле до 8 вечер. И така. Ама да, монтирањето и се там се случуваше пролет. Ми се свига концептот на видеото на Мате Фолс, затоа што цело време работите еден стил, као еве препатнели се стоп моушенов, али некако таа нью ретро естетика прилично присутна кај вас. Да. Што ви инспирира, ствари, за да работите таква естетика? Знам дека е глупо прашање, можда малце као што ти инспирира, затоа што свашта може да те инспирира, али баш конкретно за оваа естетика? Не знам, јас мислам дека, еве сега барем лично, не дека сме седнали, сме направиле муабет со Софи, која естетика бија играле, бија земале, бија користеле. Мислам дека доаѓа прилично само по себе, ама јас ако погледнам уствари, не знам зашо ми се свија баш, зашто ми се допаѓаат баш тие работи. Мислам дека општо имам некоја носталгија за Југославија, не знам зашто. И дефинитивно многу го сакам Балканов, и Скопје, и Македонија, и дефинитивно начинот на кој што функционирале работите во Југославија и естетиката што била во Југославија, не знам, тоа што стварно ми се допаѓа. Што ми се допаѓаат и други работи, ама ми се допаѓа тоа баш кај, мислам дека е тука и возможно и допирливо и досегливо за да работиме само тој стил. Добро. Да, југословенската естетика е лутото, многу добра естетика. Посебно баш денеска, денеска е дан младости. И на интернет се онака цел ден се појавуваат фотки и се останато едно предобро лого за дан младости. Баш пред малце го видов. Мислам дека оваа ретро и естетика е прилично актуелна кај вас, младиве луѓе. Не се само вие, мислам, и у светски рамки, не само и вака на Балканов, прилично е многу актуелна таа естетика и им се свигаат на поише луѓе. Али да, ова со љубовта за Скопје, сега ми е јасно за она видеото за Скопје, скопска жега, као се беше. Да. Сега све ми е јасно околу сето тоа. За вие што не слушате на подкаст, frozentimedrops.mk, проверете ги, што работат. И ептен... Да, така ви е сајтот. Го искуцав да ви... Исто така ми се свига што онака работите и арти, ама имате и commercial work, што исто е супер. Обично кај нас луѓето која викаат кога се млади дека се уметници, дека they don't want to do commercial work, не знам што е останато. Али устари како ќе станеш професионалец ако не работиш commercial work. Да, мислам, ја искрено немам ништо против commercial work. Commercial work е easy work, според мене. Да, баш... А и може да се живее од тоа, сега, Да. Мислам, тоа е дефинитивно прашањето. Ти можеш да правиш арт, колку и да сакаш, ама мислам дека има само бројни луѓе у светот кои што можат да живеат од тоа, од арт. Барем да моите 21 година такви ми се сега сваќањата, се надвам дека грешам дури. Супер ти се сваќањата. Зијан од работа нема, има зијан од неработа, така да све е добро. Све тоа. Ама исто така што сум приметил вашата инспирација, многу ви инспирира град, некам natural, па сакате да мешате естетики, некако као видеават, звучат поразлично, изгледаат поразлично. Као зависи од песната што е, како ќе се договориме и со артистите. Оние на располагање. Ви имате прилично големо портфолио за своји години, тоа е супер, као имате над 5 видео спотови направено за сега, така?
Па, изгледа Да, изгледа толку се, сам не се убравила. па да, со Дупер третото, Матеј 2, и па да, толку. Да. Може и некој плюс има од Матеј. Имате бе Z-Bomb, така? И Z-Bomb имате, така? Да, тоа е има ваше и видео. Да. Али као, вие се појавивте прв пат со на Матеј понеделник, така? Па, јас претходно имам снимано негови 2. Аха. Не разбирам и планови, мислам дека Аха. беше. Да, планови исто и на Мате имаше една како се мислам беше заборев геноцид мислам дека да геноцид. Да, Ангела, Матеј, те сакаме. Матеј треба да дојде гости на подкаст, ама ме мафти, иначе трета недела поред, така да секој ќе слуша, да знае дека знам дека ме мафта, така да. Ќе го подберам. Да. Ама е. Добро. Да, па со геноцид беше првиот. Геноцид беше беше фантастичен. Ама некако Frozen. Да. Да, некако Frozen. Мислам, пак е тоа Пак сме ние, да. Кога бевме геноцид кога го правевме, тоа беше средно, ние тогаш уште камера учевме како да држиме. Мислам, не дека сме сега нешто Да. напреднале, пак е тоа е тој принцип што го работиме, ама сакам да речем, таа е некако границата е маглива. Што знам, геноцид, колку добар момент се појави, нека баш кога требаше, кога тотално гласот на младите беше потребен, кога се случува промени некако у земјава, кога сите бевме на улица, беше 5 години, тоа 6, колку траеше. Некако и на Мате песната у прав момент упали, и видеото. Ептен, good work е тоа, мене многу ми се свига. Браво за сето тоа. И да, ми се свига тој активистички момент у све што правите, така да... Не за џабе сум го приметил, леле би... Ептен, онака, сега... Кој ми кажавте дека и тоа ваше видео е, значи јас сум од поодамна фан, што е добро. Да. Еко многу би е мило. Да, што се future plans? Future plans, па да се вратиме во нормала. Да се вратиме во Скопје. Да, покрај дипломскава, испитиве и све останато. Сакате нешто да правите друго? Уште видеа. Уште видеа, дефинитивно. Би рекла можеби за 1 или 2 години, можеби и филм. Многу сакала филм. Ба не знаеш ни јас, ама ајде. Да. Исто и студио сакам да имам, мислам онака сите заедно, со се Мате, со се Софи, со се останати луѓе што ни се од страна, со Шишка може ако сака. Имаме баш кај правено муаве дека можеби некогаш би направиле некоја поголемо студио. Што и Мате например, они се занимава со графички дизајн. Да. Така да не знам. Мислам, дефинитивно нешто креативно што ќе спојува се, никогаш не би се ограничила на едно нешто. И за Frozen исто така, многу би сакала илустрацијава, например, да се поише и поише тоа да го работиме и да не и и комерцијално, на комерцијално ниво, бидејќи мислам дека илустрација во Македонија има толку многу едно поле, една низина за проширување, за развој. Апсолутно се согласувам после 20 години работа. Just go, please. Така да, не знам, планови се... Од една страна со карантинов, може би на некој начин е лекција дека не треба да имаме толку моќно и силно зацртани планови, ама од друга страна 100% како луѓе секогаш ќе правиме планови, така да се некои соништа, да речеме. Нибе, бие вашата екипа, ептен сте сите прогресивни и тоа што работите видео, нешто обично кај нас никам да критикувам млади луѓе затоа што работам со млади луѓе и се останато, али
Некако многу им фали само иницијативност на младите луѓе, или веројатно што старт очекуваат многу, или пак ќе добијат малце внимание и толку, онака ќе летнат у воздух, ќе се закочат на еден проект, ќе ги хајтне егото и толку. И никој не иде подалеку, се задоволуваат со тоа малку, мислат дека тоа е доволно и застанува таму. Така да, затоа ве прашав што се идните планови, затоа што прилично многу имате големо портфолио, имате 3 спота за Дупер, кои што се прилично актуелни, нели, као локален бенд, се многу актуелни. Еве Мате исто си има своја публика, Ептенци, они се некако артисти у развој заедно со сите вас и да, треба да го направите сето тоа и баш убаво што себе се гледате у Скопје, затоа што знаеме и дека никој не се гледа у Скопје више, што исто така малце тажно. Да, тоа е цела тема за разговор. Да, мислам, многу фактори зависат. Скопје е меката се уште за моите сетила и инспирација, колку и да мрчам некад за сето тоа, али еве као 20 години работам тука, така да ми се свига и вашиот вајб за сето тоа. Може би треба некои поише видеа за Скопје да снимате као тие што летна скопска жега, не знам. Да. Да си го сакаме Скопје пак. Да, младите луѓе некако си одат сите и баш е некако тажно сето тоа. Али еве, сега се присетив и да отворив и као вика, Скопје е полно враќање, од Скопје немаш доста. Во Скопје секоја клупа ми е двосет, Скопје е портокалово, Скопје е благ пих, подождец, мешанка од мисли, зборови судбини кои чекорат. Во Скопје врне сладок нектар, по лизите разлеан розев леплив дожд. Скопје убаво звучи, но уште поубаво изгледа напишано. Скопје сладок копнеш со улици како испукани усни кои жедно мркнуваат. Сонувам за Скопје, и јас. Жалам за Скопје, и јас. Се гушкам со Скопје, и јас. Скопје го замислувам полно со прикажни, се уште ги има. Сите би ги чула. Да, Скопје е старо, а облечено наново. Ова наново, малце дискутабилна исто тема, али ми се свига Ептенова и добре што ви инспирира Скопје и градот кај што сте се родили и кај што живеете, затоа што прилично никој не го сака више. Мислам, тоа е може би вистина во која што не сакам да верувам. Ова беше трики question за Супер. Не знам, Скопје како еден човек, мислам, не знам, толку многу работи има за правење, толку различни луѓе. Не знам, Скопје едноставно целата инспирација. Ако живееш во Скопје, не можеш да не бидеш инспириран и што посебно ако си некој креативец, да не правиш ништо. Ако си во Скопје, мора да, не знам, едноставно таков е градот. Да, има историја, сериозна историја има. Мислам, ја кога растев таму 2000-ти имаше сериозно многу јаки ствари и тоа веројатно влијаеше врз мене за моето творештво понатаму. Така да многу ми е драго што и вас ве инспирира сето тоа. Што друго би можеле да споделиме? Што правевте у карантинов? Што друго вас ви се допадна у карантинов? Покрај тоа што вие творевте, нели многу уметност излезе на површина, нека Ептен, од видеа до музики, све и свашта. Што ви остави впечаток некако? Ова е добро прашање. Пошто имаше оверлоуд, нека баш многу работи се појавија. Не морате да ми одговорите одма, може да... Да, ми треба малце да се размисли. Да. Мене многу ми се свигаше што наеднаш излегува стварно многу содржини на интернет што да бидат достапни, мислам, за учење, ресурси, многу книги, многу видеа, некои мастер-клесес. Знам, со Дейвид Линч слушав некој мастер-клес. Така, тоа ми беше многу супер, пошто баш од тој период ми требаше, мислам, ми беа потребни ресурси за дипломска, да?
И многу ми се свигаше што толку наеднаш се пушти и на некој начин беше стварно нов начин на консумирање информации, култура. Ама не сум сигурна дека би останала на таков начин на консумирање информација и култура до крај на живот. Значи, за овој период окей, за 2 месеци окей, ама повеќе не, пошто сметам дека баш тоа што си дома затворен и ти консумираш, ама немаш некој меѓу простор на кај што ти излегуваш од дома, не знам, се оддалечуваш од тоа што го правиш, да рефлектираш на тоа што го работиш. Единствено тоа не ми се допаѓаше. А инаку беше топ, беше супер период. Да, беше фино. Не знам това, само мене не ми беше толку фино затоа што ако дојдов тука на Еразмус, очекував да не се приберам дома, не го правам токму спротивното. И ми беше искрено разжарување, али гледав да искористам најдобро што можам, што имам да навршам за факт. Што да изгледам серии, што сум сакала да ги изгледам филмови и такви глупости. Ама, како ми да, не ми беше баш најсветло период на иако имаше ангела што викаш ти мастер часови и тоа. Мене ми требаше да бидам надвор. Толку. Да, мислам тапа е да отидеш на тапа е да отидеш на Еразмус и да седиш у хотел, например, да си отишол да се запознаеш со култура, со луѓе и ствари social distance од баш не е у корист на Еразмус. Да, не е у Еразмус духот, да. Да. Ке морам да бидам пак, тоа е заклучок. Да, па добро, барем мислам дека Еразмусот нуди опции поише за докторски или за не знам што. Мастер, да, пардон. И така да баш ми е жал што те сретнала таква ситуација у Италија. Се надевам дека барем јадеше од фината храна што детале у фанзин. Што можеме да им порачаме на луѓето овие мигови која сметот се менува? Што мислите вие од ваша перспектива? Ја некако утописки верувам дека све ќе тргне на добро, ама некако ја вајда така само верувам. Јас мислам дека мислам дефинитивно мора да се смени нешто. Мислам дека после ова ќе има некаква промена. Секаква промена е дефинитивно прашање за дискусија, ама мислам дека сепак би им порачала на сите да почнат прво од себе и веројатно ако сите истовремено почнат од себе да се подобруваат и да се чувствуваат подобро и да работат на себе подобро и подобро да комуницираат и да се грижат за останатите, тогаш целиот свет глобално ќе се смени. И би сакала да верувам дека тоа ќе се случи, пошто не знам, нема поента во некое такво лошо размислување дека пак се ќе биде исто, дека повторно, не знам, капитализмот ќе ни искористува. Може би ќе биде така на некој начин, дефинитивно у позадина тоа ќе си работи. Ама не велам дека може би игнорантноста е најдоброто решение. Ама од една страна па На човештвото му требаше промени, дефинитивно. Да, дефинитивно му требаше една лекција. Да. А некака тотално луѓето денеска не ги занима ништо. Тотално се игнорантни кон све, не почитуваат животна средина, ништо. Така да, ова беше great reality check, се надевам дека стварно ќе излечеме некоја добра поука. Ние секако сме извлекле, ама се надевам дека и другите луѓе ќе излечат. Да, и се надевам дека исто така ќе бидат креативни, бидејќи ова беше време кај што мислам дека многу луѓе пробаа да бидат, мислам, не пробале него биле и работеле на нешто креативно, дали боеле или цртале или било што да е, пробале музика да прават. Мислам дека не треба да престанат после карантина со тоа. Да, например, многу се појавија многу цинични коментари за тоа луѓето што прават карантин, као
леле немојте да споделувате тоа што цртате, леле доста готвите и све останато. Но не over judgment момент пак го имаше у моменти кај што не треба да постои. Да. Као сите сме дома, на сите ни е тешко. Ја искрено имав привилегија што имам куче, па можев да излагам и тоа малце, али на моменти анксиозноста пукаше ептен и тоа е, нема веза, работиш, медитираш, црташ, шо и да е, шо пееш, ама не сите луѓе знаат да се справат со тоа. Али да, ми беше тенубаво како се појавија некои нови уметности, нови луѓе, што не сум ги, или можеби биле тука, ама што сме oversharing information, не сме го приметувале сето тоа. Да. Останато. Супер, како оди вашава соработка на дистанција, ствари вие? Се слушате секој ден фанзинов, како беше направен? За колку време го направивте? Мислам дека една недела. Да, за една недела. Да, рековме као, ајде да пробаме да цртаме секој ден. Софи ми прекеше сликаваc со Вајля, ја попладне после ручек ја илустрирав таа фотката што ќе ми ја пратеше она. И рековме ајде да видиме една недела дали ќе собираме материјал. И собравме. Рековме ако треба уште ќе тераме уште денови и насоно така некако беше се многу интуитивно. Да, кога беа сликите, илустрациите споени веќе да речем, остана уште пораките и тоа доста брзо, мислам дека као за 10-15 минути ги напишавме пораките, само после тоа као нели ги соединив и тоа беше тоа. Многу убаво исполнено. Ние као браво за една недела дека сте успеале да го направите, тоа е сериозно краток рок што се вика, поготоа некако сакаш нешто емотивно и со душа да направиш. Тоа е супер, браво. Да. Не знам, ја ве охрабрувам да продолжите да ги цртате тие фанзини, пошто многу се свија. Ти секако видеава да продолжите да ги правите. Фала ти. Да. Ќе продолжиме дефинитивно. Да, исто многу ми беше драго кога ве поканив на подкаст, кога ми рековте да, слушаме, супер. Викам, окей, тоа е супер. Да, јас узвала стварно мислам, че ја обавезно цртам, мислам дека цртам слушам подкаст обавезно и баш супер. Дај предложете да на Celebrate Life слушателите што подкаст да им предложиме да слушаат некој, што ви се свиѓал? Јас би им предложила да го слушаат The Jealous Curator, не знам како се изговара, куратор на и мислам тоа е баш кураторка кој прави мислам баш така кратки на некој начин интервјуа со уметници и интересно е што имаш инсайт во нивниот daily life, како цртаат, од каде добиваат инспирација, какви материјали користат и така, мислам баш добро звучи. Да, интересно, да. Океј, проверам ова. Ја последно што ми се свиѓаше The Rabbit Hole, така се вика на New York Times. И имав чуена. И многу интересен подкаст и као што ни прави интернетов и све останато, како да се исклучиш од интернет. Така, мислам, интересно е, многу е добра причата, да не ја прераскажувам сега, кој има време нека го чуе Rabbit Hole. Благодарение на овој подкаст некако избриша Facebook апликација од мобилен месенџер и добро се осеќам поради тоа, ама пошто сме дома, пак е друг моментот, као пак имаш интернет цело време и све, али као некако ќе пробам да се дистанцирам од Facebook периодов, пошто очигледно многу време ми троши, а неќе тоа да ми троши време. Ке слушам подкасти поише. Софи, имаш ти некој подкаст што ти се свига? Не, јас не слушам подкасти, освен овој. Ама ета може би ќе почнам. Кој знае. Не бе, зашо многу добри подкасти има онлайн и баш нека добро звучи, има секад што да се слушне. Супер. Океј, значи се задржувате на видео, илустрација и фото.
Да. Што друго можеме да им преречеме на младите луѓе кои што сакаат да почнат да се занимаваат со уметност? Да не чекаат, буквално да не чекаат и да почнат чисто после да малку повеќе спремни да почнат дали да сликаат, дали да снимаат, зашто ние така почнавме и не знам, кога ќе почнеш после тоа само и напредуваш. Така да Да, дефинитивно. Само храбро се почне. Ако немаш километрина на почеток, ако не почнеш никогаш нема да добиеш. Така да не е битно што немаш искуство, ќе го добиеш по пат, битно е да почнеш и после тоа ќе земеш еден залет и само ќе се движиш напред. Ова е прекрасен совет и поготоа тоа што го слушам од млади луѓе и како многу ми се свига. Се надевам дека ќе ги мотивирате останатите млади луѓе да почнат да работат што е можно повеќе. Се надевам и јас да мора да си ја подаваме мотивацијата кога некоја нема друг што има, треба да ти подаде рака, мислам дека тоа е. Апсолутно. Да. Многу го кажам, да. Тоа е човечки гест, ја мислам дека некако денешното човештво треба да се состои тоа на поголема емпатија и sharing community моменти, да. Дефинитивно и твојата уметност што баш некако гравитира околу тоа да на поддршка и на конекција помеѓу луѓето, тоа многу ми се допаѓа и мислам дека правиш стварно одлична уметност. Благодарам и многу ми е драго што така си ја доживела. Да, ептен се трудам околу мојата уметност, уствари не толку колку што се трудам, колку што емотивно се трудам да ја раскажам денешницата у каја што живееме. Го правите и вие истото тоа, така да затоа вајда кликнавме кога ви ја видов работата. Што е лично добро. Супер, кои техники би сакале да ги пробате уиднина за работа, например, нешто? Океј, пошто као реално експериментирате, што е супер, не се задржувате на едно нешто. Анимацијава гледам срамежливо ја чепкате. Еве ова со последново видео на Дупер и на Матеј се покажа со стоп моушенов. Претходно исто имавте една анимација на типографија. Дали би се пробали во анимација малце? Мислам, јас анимација прв пат се сретнав во средно уметничко во Лазар Личеновски, таму работевме некои така помали проектчиња. Па после во прва година на факултет пак една кратка од 8 секунди, па направив една од минута и 46 секунди. Ја памтам до секунда, пошто секој фрейм Да, полека ме убивам. Направив претходниот семестар, мислам 2D класична анимација. И дефинитивно ме интересира анимација, само што тоа е огромно поле и не знам, длабоко е. Треба да се посветам многу поише ако за да речам сега работам и анимација. Ова е само така, малку на површината чепкам, пошто ме интересира. Да, али исто тоа што работите прилично отворено и мешате стилови, например. Луѓето очекуваат дека ако е некој нов хип-хоп, дека треба да изгледа тоа генгста или не знам што. Како би се свига овој прелазов на новата сцена у хип-хоп естетиката, например, целиот тој мувмент, Tyler, The Creator, Frank Ocean, се останато. Дали они го сменија тој момент или пак ја само така мислам? Софи, сакаш ли да кажеш нешто? Не, слободно. Абе, нешто на интервју си правиме муабет, да, муабет си правиме, не се кривете. Јас бев многу нервозна пред да почнеме да правиме муабет. Да, не знам, така општо многу сме си срамежливо малку. Да, не, супер, знаеш, денеска
ова малте не се повторува истиот муабет, али денеска сите на интернет се представуваат едно светло кое што не се, така да баш ми е драго што искрено го сподели ова со нас. Да. И не ми се свига тој момент со Second Life на интернет и како луѓето живеат некој паралелен лажен живот. Не ми се свига тоа, така да браво, Ангела. Па не знам тоа што имаат потреба од тоа. Мислам, веројатно е многу комплексна психологија. Кој е битно? Кажи, инаку? Мислам да се надовазам на Tyler the Creator. И Precaution. Не знам, мислам, јас Tyler the Creator го уважавам. Многу креативен лик. И светот што се однесува до стиловите и до хип-хопот каков што бил и каков е сега и колку луѓе го користат за да кажат нешто ново, мислам тоа е неизбежно бидејќи има толку многу работи на светот веќе и сите нели пробуваме да бидеме креативни и да направиме нешто ново. Едноставно, кога си креативен, сигурно ти доаѓа некаде во процесот, ама дали сум го видел ова негде или на пример не знам. Се одлучуваш за нов проект и ќе го запишеш ти насловот и отвараш на Google да провериш дали веќе постои. Случајно да не правиш дупла работа. Ама мораме да разбереме дека ова не се 40 или 30 каде што све било тогаш прв пат почнато, знаеш. Да. Мислам, и заради тоа сметам дека и доаѓа тоа на некако на ново настанати стилови, поеќе од стилови и слично. Многу ми се свига што го прават тоа. Би рекла дека можеби кај нас треба и на Балканов општо, можеби треба малку повеќе да се експериментира како што се експериментира во далечната голема зелена Америка. Разбирам дека они територијално се многу поголеми од нели овој нашава територија автоматски имаат многу поише луѓе и така натака, ама не мора кај нас исто така секоја песна да биде многу слична со претходната и стил на фотки, стил на спотови и не знам некој замислен животен стил што го живеат познатите личности. Да, се согласувам, не достига иновација поише. Али затоа се тука младите луѓе. Така? Да, се надевам, мислам. И младите и старите, никогаш не е време да... Не, апсолутно. Јас секогаш оставам простор на младите, ние сме тука, нели кај што сме, работиме уште, али треба и младите луѓе да работат. Да, треба заедно да работиме. Мислам, младите дефинитивно не треба некој да им го покаже патот и да им помогне и да им рече окей си, така натака, пошто ние младите дефинитивно мислам, не знам сега колку другите имаат проблеми со самодоверба. Ама можеби тоа е исто така еден голем проблем на креативните луѓе и со работата, проблемот на валидација. Некој треба да ти каже окей си, окей тоа што го правиш. Мислам, можеби ако би имале некој поголем exchange помеѓу старите, искусните и младите, пак било подобро за сите, не знам. Така е. Апсолутно. Што ви фали у Скопје на вас? Повеќе фестивали, повеќе изложби, повеќе луѓе кои што гледаат филмови, повеќе дружење, во смисла како на работилници, не знам, некои такви работи на различни теми. Проекти, да, активности едноставно. Има се што може да се прави, а не се прави. Мислам, се прават до одреден степен и после тоа не се прават. Може да се прават, зашто да не, мислам. Добро, супер, одлична визија. Се надевам дека ќе се менјаваат работиве у догледни днина или пак вие ќе се потегнете да ги правите. Се надевам, да. Надевам и на двете сценарија и дека ќе се справат самите ви дека ние ги правиме.
Не бе супер, знаеш, се додека вие сакате да творите у градот у кој што живеете, онда све е возможно и треба да се случува. Супер. Дали нешто испуштивме што сакавме да кажеме, ја го заборив у меѓувреме или? Мислам дека Им порачавме на сите да бидат креативни. Тоа е најбитно, да. Ние си кажавме што работивме, те пофаливме тебе, ти не пофали нас. Ова фали ти. Да. Супер. Скоро саат време некако така ќе му дое. Да. Ова 19 епизода со мене беа Frozen Time Drops или Софија и Ангела. Може би ги знаете од град, ако не ги знаете, еве прилика да ги познаете. Проверете им го нивното портфолио, многу имаат интересни ствари. И ја ве поздравувам и се надевам дека ќе продолжите да работите. Денеска светот навистина има многу можности и све останато. Само не пошто некако све се одвива у сите епизоди на Celebrate Life за mental health, што дали е битно менталното здравје да се држи у границите на не на нормалното. Нормалното е многу глуп збор. Као дали треба да е приоритетна листа на менталното здравје денеска? Дефинитивно треба да. Апсолутно. Треба да не е приоритет. Без емоционална интелигенција, извини што те прекинав, ама без емоционална интелигенција и мислам барем прашањето што сум јас, кој сум јас, како се осеќам, никаде нема да стигнеме подалеку од ова што сме. Се согласен. Софи? Да, истото што го кажа Ангел, сега би јас да го кажам. Сега да, тоа е тоа. Се гледа дека се работувате. На пат. Супер. Почитувани слушатели и слушателки Day is it person, останете во добро расположение, чувајте се, држате дистанца и трудете се да го олесните целиот ковид период. Се надевам дека ќе заврши оваа криза или пак дека можеби вирусот ќе му го најдат чарето конечно, па ќе се вратиме во некое ново нормално. Не знам што е ново нормално. Не, за вас што е ново нормално? Да шетам надвор без маска. Да, па уствари можеш да шеташ на можеш да шеташ надвор без маска или да држиш дистанца. Аха. Па, можда тоа во Скопје е реалност, па. Тука не е. Значи, да се вратам во Скопје и ќе биде подобро. Супер. Океј. Девојки, ви благодарам за учеството и муабетот попладнево. Се надевам дека уживавте. Да, Да, ние фала ти на тебе што не покани многу убав муабет направивме. Да. Јас ве очекувам у Скопје, па може би треба да работиме нешто заедно. Може. Ако сме слободни, ако сме во исто време слободни и мислам дека тематски би се нашле, јас сум апсолутно за. Да, треба нешто да сработиме заедно, дали за Celebrate Life или пак за Celebrate Life подкастот, нешто ќе сработиме, само нека не држи добра енергија и инспирација. Да. Бидете добри, продолжете да творите, а вие слушатели, слушателки Day is it, се слушаме во наредна епизода. Ова беше 19-та епизода на Celebrate Life подкастот. Достапна е за слушање на сите платформи, од Anchor до Spotify и Apple, Google. Буквално сегде кај што сакате можете да им препорачате на вашите другари и другарки да слушаат. Девојки, чао! Чао, чао! Чао!